Епидемијата со големата кашлица личи на епидемијата со пандемијата со COVID. Говорам за Македонија. Имаме антиваксери кои одбиваат да ги вакцинираат своите деца и претпоставам дека имате такви бројки. И што се прави во такви ситуации ако законот вели дека мора да се вакцинираат децата? Постојат неколку правни решенија кои што може да бидат применети. Последното правно решение кое што влезе на сила со прогласувањето на епидемијата е да се ограничи движењето на децата кои што не се вакцинирани и на тој начин пред се го загрозуваат сопственото, им е загрозено сопственото здравје поради тоа што нивните родители не ги вакцинирале, и меѓу другото го загрозуваат и јавното здравје за тоа што на тој начин може се пренесе заразата. И тоа е казниво, да не забораваме. Така е, тоа е задолжителна вакцинација за која што треба да се постапува и преку обвинителство и за која што треба да се така е, загрозувањето на јавното здравје представува сериозно кривично дело за кое што се одговара согласно закон. И родителите би требало да одговараат откако ќе бидат пријавени од ДСЗИ, тоа значи Државниот завод за спречување на заразни болести. И во однос на таквиот начин на постапување на ДСЗИ може да се претпостави дека секој некој што ќе биде пријавен до јавното обвинителство, ако нема уредно вакцинирано своето дете, дека ќе биде санкциониран. Имате такви случаи? Имало такви случаи и во минатото и мислам дека има и тековни се уште. Не за сега, ни за минатото, за СФРJ не говориме. Не зборуваме за Македонија. Еве да ја споменеме пандемијата со морбили, доколку се сеќавате 2019 година, тогаш имаше процесирано од оние мои информации кои што ги имам преку 100 случаи на родители кои што не ги вакцинирале своите деца. Тоа значи дека системот на тој начин функционира со оглед на тоа што имаме многу поголема бројка од таа што е санкционирана, очигледно дека е и ефектот малку неочекуван за нас, затоа што би требало да бидат поучени од тоа дека невакцинирањето на децата води до прекршечна казна која што треба да ја платите. Да. Добро, кои се бројките сега на вакцинирани? Денес го правиме ова интервју во вторник, ги немате бројките која ќе биде емитувана емисијата во недела, но сеедно во моментов што велат бројките вакцинирани и невакцинирани? Го имаме процентот кој што се доставува на годишно ниво. Комисијата за заразни болести на последниот состанок кој што ги имаше донесе меѓу другото и препорака до здравствените установи, која што ќе се преследува со наредба од министер, да се доставуваат на неделно ниво бројки за тоа колку деца се вакцинираат. Очекуваме кон крајот на оваа недела, значи пред да биде емитувана практично емисијата, да ги имаме и бројките од првата недела, која што ќе биде ете така аналитички мониторирана за да знаеме колку се деца вакцинирани, колку се повикани, колку се одзиваат на повикот да бидат вакцинирани, така да сега ќе ги имаме практично првите бројки што велат? Параметри. Се уште ги немаме добити. Немате се уште ги немаме добити. Но од прилика претпоставам дека имате некој на дневно ниво што го контактираме со вакциналните пунктови, докторите и сестрите кои што работат таму. Бројката е зголемена за 3 до 4 пати на оние кои што се вакцинираат, зборуваме за редовната вакцинација на деца, што укажува на тоа дека има сериозна раздвиженост помеѓу популацијата за вакцинација на децата и иницијално оваа мерка на прогласување на епидемија од страна на комисијата од препорачената епидемија од Комисијата за заразни болести прогласена од Центарот за јавно здравје. Гледаме дека првично дава ефекти, се наполнија практично чекалните каде што децата се вакцинираат и дневно се вакцинираат помеѓу 120 и 150 деца во секоја поликлиника во Скопје каде што има вакцинални пунктови. Значи имаме голема бројка на невакцинирани. Во основа, ако ја споредиме со, ја би сакал да направам повторно една паралела. Обично кога нешто сакате да споредите дали е добро или лошо, споредувате, правите бенчмаркинг со нешто што било во минатото. Кога беше пандемијата со морбили, бројката на невакцинирани беше негде околу 25%.
Огромна бројка е тоа. Секако. Меѓутоа, за ДТП, бројката на невакцинирани е некако околу 20% до 18% од она што го имавме последен извештај од Институтот за јавно здравје. Што значи дека е малку помала бројката, меѓутоа, ако во 2019 година, за да стигнеме до магичната бројка на 95% вакцинирани деца, вакциниравме некако 40.000. Очекувано е тука веќе да се вакцинираат околу 35.000 до 30.000 деца со цел да го затвориме, да ја затвориме вратата на можноста оваа епидемија да се разгори како што тоа се случи во Хрватска, во Србија или во Црна Гора. Имате ли објаснување што ви велат родителите? Зошто не ги вакцинираат децата? Првичните информации, повторно ќе морам да кажам, затоа што сме се уште рано во фазата на Но тоа е прогласување многу на важно епидемија. Да се дознае. Не се само од аспект на тоа дека мисла дека вакцините не се безбедни и дека има несакани ефекти кои што се од вакцината. Во одредени случаи и неможноста да го вакцинирате своето дете. Најголем дел од пунктовите работеа само прва смена. И сега ако сте родител кој што или двајцата родители уште полошо, ако работат само прва смена, е многу тешко да најдат начин, ќе треба да излезат од работа за да го вакцинираат своето дете и видите тоа не е еднаш. Значи, еве земете ја вакцинацијата за ДТП. Детето ја прима на 2, на 4, на 6, на 18 месеци и на 7 години. Тоа се практично 5 излегувања само за оваа вакцина. Комбинирана е со други вакцини, да се разбереме. Комбинирана е со полио, комбинирана е со хемофилус инфлуенца Б и така натаму. Меѓутоа, во основа тоа е на некој начин организацијски проблем за родителите и се ако обезбедивме И за државата, ве молам, за државата лошо организирала државата. Токму така, се согласувам тука со вас. Значи, ако имаме и прва и втора смена и гледаме дека работат и во сабота, вакциналните пунктови, како да се зголемува достапноста на услугите и се овозможува флексибилност на системот, за да ги испорача услугите на оние кои што не може да ги добијат во одреден временски период. Така да, можеби и таа работа би требало во перспектива да биде нешто што во континуитет ќе се применува за да им се олесни на родителите. И третата работа која што често пати ја споменуваат, дека не се информирани, односно дека не знаат кога треба да го вакцинираат своето дете. И на тоа треба да се поработи. Имено вакциналните пунктови имаат една востановена пракса да им се јавуваат на родителите кога ќе треба да го вакцинираат своето дете. Најчесто може да се случи проблем со телефонот, да не бидат достапни, да не ви одговорат во моментот. Картичка може би во поштенското сандаче, Секако, тоа функционира во светот. Мејл. И кај нас е тоа мислам да бидеме на чисто. Препорачаните писма во здравствените домови се вообичаена пракса. И се препраќаат до сите родители со цел да бидат информирани дека нивното дете не е Но и СМС вакцинирано. пораки сега, ова е друг век, знаете како. Тоа се да можностите кои што со мој термин беа применети во времето на ковидот, кога практично ве потсетува како ризична група, особено тие над 65 години, дека треба да примат вакцина против ковид или бустер доза против ковид. Така да сите тие аспекти кои што сега ќе ги добиеме во текот на оваа епидемија, сериозно ќе ги разгледаме како Комисија за заразни болести и на крај очекувате да излеземе со препораки кои што би можеле да направат и системски промени со цел да се направи еден по-пристаплив, по-достапен систем за корисниците, односно за родителите. Добро, не беше ли предоцна оваа кампања, иако не е кампања, не можеме да ја наречеме, туку пресконференциите, кога веќе дојде до епидемија во другите држави? Не може, мора да се спречи на едукација на населението, преку кампањи и има уште многу начини. Да, крајот на 2023 година ние работевме на сериозна кампања заедно со УНИЦЕФ. И таа беше кампања која што имаше неколку работилници, неколку брифинзи за новинари. Меѓу другото имаше и брифинзи за тимовите кои што работат во вакциналните пунктови. И беше токму во насока на тоа како да се ублажи влијанието на антиваксерските движења, како да се зголеми достапноста до родителите, како да се комуницира со родителите и како новинарите да комуницираат со јавност. Да. Сето тоа беше практично завршено во последните 4 месеци од 2023 година. И ако мене ме прашувате,
не знаејќи што не чека на почетокот на 2024, мислам дека беше правовремено, затоа што сега практично се спремни и едните и другите за тоа како да го водат овој процес на епидемијата со претузис во Македонија. Она што е проблематично од еден друг аспект е што го имаме искуството од Хрватска, го имаме искуството од Србија и го имаме искуството од Црна Гора. Да. Бројките укажуваат на тоа дека има тенденција на растење. Колку тоа сега запознавање на јавноста, допрва комуницирање за тоа колку се безбедни вакцините, колку е процесот ефикасен, како медиумите ќе известуваат за тоа и така натаму, ќе даде ефект уште во првите неколку месеци откако сите тие брифинзи и обуки беа завршени, така да практично сега системот ќе биде на тест, за да знаеме дали сите тие стандардни оперативни процедури кои што беа предвидени согласно таа обука, сега ќе функционираат. И единствено тука го гледам проблемот, затоа што не знаеме, не е тестиран системот, ова ќе биде практично првиот реален тест за тоа како ќе испорачаат и деловите на системот преку вакциналните тимови и деловите на медиумите кои што беа исто така на брифинзите. Добро, видете, во 21 век се ги дознаваме, ги анализираме допрва ваквите системи. Знаете како има колизија помеѓу Уставот, каде што е задолжително основното образование и во исто време е задолжително вакцинирањето на заштитата на јавното здравје. Да. Така е. И сега тие не ги вакцинираат децата, а задолжително одат на училиште. Практично треба ли нов закон, измена на законите? Повторно ќе направам паралела со 2019 година. И во таа 2019 година стигнавме до магичната бројка 95%. Изгледа дека не можеме целосно да кажеме дека антиваксерското движење е клучното зошто не можеме да стигнеме до бројката 95%. Затоа што е докажано дека стигнавме до таа бројка. Дури и за да стигнете до таа бројка од 95%, не заборавајте дека вакцинацијата треба да се направи во школите, каде што не можете да ја примените забраната за пристапност на едукација, затоа што е законски, затоа што е уставно гарантирана, но успеавме преку диалог и преку комуникација на родителите да им објасниме зошто е важно да ги вакцинираат децата против морбили. И стигнавме до 95%. И видете, тоа е таа фамозна вакцина за која што Ендрю Вејкфилд на почетокот на 21. век си ги одбра 12 деца кои што имаат аутизам, па потоа им ги извади вакциналните картони дека се вакцинирани со МРП и кажа, еве ви доказ дека ова предизвикува МРП. Само 12 деца рачно одбрани. Методолошки бројката би требала стотици пати повеќе да биде. И тоа е направено во австралиска студија која што е метаанализа со 8000 испитаници е докажано дека нема никаква поврзаност. Меѓутоа штетата веќе беше направена. Со социјалните мрежи особено. И поради тоа нецелосно разоткривање на мистеријата околу Ендрю Вејкфилд и тоа како е докажано и како рачно се бирани тие деца и колку биле на број, доведе до тоа сите општо да зборуваме како вакцините за МРП предизвикуваат аутизам, иако потрошени се најмалку 20 милиарди долари за студии кои што го докажале сосема спротивно. Добро, буџетот колкав е на Македонија? За здравство? Не, за вакцинирање, за целите кампањи, значи со колку буџет вие располагате? Комисијата за заразни болести не работи ни со буџетот, нити ги прави програмите за вакцинација. Тоа го прави Комитетот за имунизација. Не дали имате сознание за буџетот? Повторно ќе кажам, нити го знаеме буџетот, нити имаме ингеренции да влијаеме на тоа како ќе се набавуваат вакцини, нити како ќе се дистрибуираат, нити кој ќе биде онаа годишна што е план и програма за вакцинација на децата. Комисијата за заразни болести стапува на сцена тогаш кога ќе имаме проблем како што е сега, кога сме на граница на епидемија, на национална епидемија и кога веќе имаме прогласена епидемија во град Скопје. Нашата работа е практично кога ќе почне да станува тешко, затоа што претходно не било вакцинирањето како што треба, Комисијата за заразни болести треба да направи све што може за да ја ублажи последицата.
Добро, благодарам за овој разговор. Ви благодарам и на вас. Земјите од Европската Унија продолжија да напредуваат во спречувањето на многу сериозни заразни болести. Вакцинацијата обезбеди важна заштита за доенчињата и малите деца и адолесцентите, но исто така помогна да се заштитат постарите возрастни лица од грип, COVID-19 и други сериозни болести. Сепак, се уште има празнини во опфатот со вакцинацијата кои особено ги загрозуваат најранливите луѓе. Пристапот до вакцини, особено против хуманиот папиломавирус и SARS-CoV-2, исто така не е рамноправен во сите земји членки на Унијата. Сите земји од Европската Унија имаат воспоставено своја национална програма за вакцинација врз основа на распоред за вакцинација. Од друга страна, во рамките на Европската Унија, стратегиите и распоредот за вакцинација варираат од земја до земја, почнувајќи од распореди за вакцинација базирани само на препорачани вакцини до целосна обврска за вакцинација за сите. Обврските за вакцинација најчесто се однесуваат на доенчињата и малите деца, но тие можат во одредени земји и за одредени вакцини да се прошират и на адолесцентните и на возрастните. Разликите меѓу програмите за вакцинација не значат дека некои се поефикасни од другите. Тие едноставно произлегуваат од различни околности и здравствените системи. Истото ниво на заштита е загарантирано во секоја земја на Европската Унија. Вакцините според националните програми се администрираат според соодветен распоред за да се обезбеди соодветна заштита. Европскиот центар за превенција и контрола на болести постави генератор на распоред за вакцинација на својата веб страница. Ова алатка овозможува да се прикаже распоредот на вакцинација за секоја земја во Европската Унија според избраната возрастна група. Од 1 јануари 2018 година, бројот на задолжителни вакцини за деца по 2 години во Франција е зголемен од 3 на 11. Во текстовите исто така, во принцип, одбивањето на вакцинацијата од страна на родителите може да резултира во Франција со тешки санкции, 6 месеци затвор и повеќе од 3700 евра парична казна. Во Италија од јуни 2017 година се задолжителни 10 вакцини во споредба со 4 претходно. За родителите на деца до 16 години, кои што не се вакцинирани нивните деца, тие ризикуваат казни од 100 до 500 евра. Во Централна и Источна Европа помеѓу 9 и 13 задолжителни вакцини. Така, во Чешка има 9, во Словачка 10, 11 за Полска, Унгарија и Бугарија и 13 за Латвија. Во Грција пак има 14 задолжителни вакцини. Во Белгија има само една задолжителна вакцина, а таа е против детската парализа, а се препорачуваат само 11 други вакцини. Во Германија од април 2019 година и само во покраината Бранденбург, само вакцинацијата против мали сипаници е задолжителна. Низ целата земја, ова се само препораки кои се издаваат до родителите. Сепак, Министерот за здравство неодамна ја започна дебатата за можноста вакцините да бидат задолжителни. Случаите на морбили ги загрижуваат властите како во Австрија или Швајцарија, каде повторно вакцинацијата е само препорака, но каде што почнаа дискусиите за промена на законот. Но од 2015 година, родителите што одбиваат да ги вакцинираат своите деца, теоретски може да се соочат со казна од 2500 евра. Други земји засегнати само со препораки се Естонија, Литванија, Данска, Шведска, Финска, Ирска, Луксембург и Португалија. Докторката Ана Борсадорион, раководителка на службата за итни детски случаи на Универзитетската болница во Нанси, за 25 минути зборува за задолжителните вакцини во Франција. Alors, on avait différents vaccins obligatoires, notamment diphtérie, tétanos, polio, et depuis 2018, on a plus de vaccins obligatoires chez l'enfant de moins de 2 ans. Donc on en a diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus qui donne des méningites, hépatite B. On a aussi le pneumocoque, rougeole, rubéole, oreillon, et un autre type de méningite, la méningite C. Tous ceux-ci sont des vaccins obligatoires actuellement en France jusqu'à 2 ans et un enfant ne peut pas être admis en collectivité s'il n'a pas ces vaccins. Est-ce que les parents risquent quelque chose s'ils ne vaccinent pas leurs enfants?
l'impossibilité de le mettre en collectivité. Au niveau de la loi, théoriquement, oui. Il faut être honnête, en France, on n'a pas de moyens juridiques de faire appliquer la loi. On est beaucoup plus sur le fait de convaincre les gens en leur expliquant la gravité des maladies, le danger qu'ils font courir à leurs enfants. On va essayer de les accompagner, de les encourager à comprendre leurs réticences et essayer d'obtenir leur accord. C'est très très rare que la justice ait les moyens d'obliger la vaccination. Après, il faut toujours en avoir un esprit critique, mais il faut bien savoir que quand un vaccin arrive et mis sur le marché, surtout pour les enfants, c'est après des années d'études, de tests, et il sort pas comme ça en quelques jours tous les vaccins habituels. C'était un peu plus vite pour la Covid, mais pour tous les vaccins habituels actuellement chez l'enfant, il y a des années de contrôle et d'études avant qu'ils arrivent sur le marché. Donc ils sont vraiment très très sécurisés. Je pense que de votre expérience, vous pouvez venir comment vous formez les jeunes médecins qui arrivent, les étudiants, sur l'importance des vaccinations pour les enfants. Oui. Alors, on leur apprend déjà les obligations. On leur redonne les âges recommandés pour les vaccins. On leur donne les modalités, parce que des fois, ce qui fait peur aux parents, c'est qu'ils aiment pas faire une piqûre à leurs enfants, parce que ils ont peur d'avoir mal. Donc, on explique, parce que le vaccin peut très très bien se passer. Si le bébé il est en train de boire son biberon, en fait, il ressent rien du tout parce que le fait de téter, ça libère des endorphines, ça se passe bien. On a des pommades anesthésiques qui font que l'enfant ne va pas sentir la piqûre et ça se passe bien si les parents sont en confiance. Donc, s'ils ont compris pourquoi on vaccinait les enfants, donc on passe beaucoup de temps à expliquer aux jeunes comment parler des vaccinations, comment anticiper et comment comprendre pourquoi certains peuvent être inquiets, qu'est-ce qu'ils ont vécu, et pouvoir un peu détricoter des croyances, parce que les informations, des fois, sont pas des informations médicales, des informations sur des réseaux sociaux ou des magazines non scientifiques. Donc pouvoir redonner les choses, les faits objectifs, les grandes épidémies qui ont été combattues grâce à la vaccination, des maladies qu'on ne voit plus, des décès qu'on ne voit plus grâce à certaines maladies. Grâce à certains vaccins, pardon. Vous êtes dans un hôpital régional, une des plus grandes de l'Est de la France, où il y a beaucoup aussi de patients qui viennent des autres pays, qu'il n'y a pas vraiment de toutes ces vaccinations. Est-ce que vous voyez les conséquences des enfants qui sont pas vaccinés ou qui sont pas suivis de même manière comme ici en France? Donc on voit beaucoup d'enfants qui arrivent avec des tuberculoses. Ça fait partie normalement du dépistage dès qu'ils sont pris en charge dans le système de soins français, donc des tuberculoses. On voit des enfants qui n'ont pas été protégés pour des hépatites avec des hépatites chroniques, B ou C. On voit des enfants avec des séquelles de méningite bactérienne qui n'ont pas pu être vaccinés. Ça, tout à fait, oui, on les voit. Et si vous avez un conseil à donner pour les téléspectateurs de l'émission 25 minutes à Macédoine, quel sera votre conseil sur les vaccinations et sur la protection des santé des plus jeunes? Honnêtement, c'est un moyen simple, très très peu douloureux pour l'enfant et qui va le protéger pour des maladies graves. C'est pas des vaccins pour une maladie extrêmement rare. Alors c'est sûr que si on est sur le territoire français, maintenant que les enfants sont beaucoup vaccinés, la maladie est moins fréquente. Mais si on est dans un autre pays, si on bouge, nous les personnes qui partent sur l'étranger, où la couverture vaccinale est moins bonne, prennent souvent énormément de risques. Et puis si il y a une épidémie, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, il y a eu une épidémie de rougeole avec des gens qui bougeaient un petit peu dans la région autour de Nancy, et des adultes qui n'avaient pas été vaccinés dans l'enfance, on a une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est décédée d'une forme sévère de rougeole. Donc, dès qu'il y a un mouvement épidémique, les personnes non vaccinées vont faire les maladies sous des formes extrêmement graves, puisque le virus ne circule pas, donc ne se protège plus du tout. Et justement, vous avez parlé de mortalité quand on n'est pas vacciné. On peut librement dire que quand il n'y avait pas de vaccin, la mortalité des enfants était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Ah, tout à fait. Oui, la mortalité a baissé de manière spectaculaire, entre autres grâce au progrès d'hygiène de vie et grâce à la vaccination.
ça c'est sûr. Европската унија размислува за усогласување на националните програми за вакцинација, вклучувајќи и можноста за европски основен календар за вакцинација, во кој се проценува ситуацијата во овој поглед во соработка со националните јавноздравствени власти низ Европската унија. Целта би била да се подобри компатибилноста на националните распореди за вакцинација и да се промовира правичен пристап до вакцините низ Европската унија. Ова потенцијално може да ги реши проблемите за луѓето кои се движат од една земја во друга во Европската унија, како што се оние предизвикани од приспособувањето на различни распореди за вакцинација, вклучувајќи го и бројот и зачестеноста на дополнителните дози или поради недостаток на вакцините. И на крајот, дискурсот антивакцина низ цела Европа е обвинет дека ја поттикнува растечката недоверба на родителите кон вакцините. Но не треба да се заборави дека вакцините спасуваат и спасија милиони животи ширум светот. Речи се, сите научници се согласуваат дека тие се најдоброто оружје против смртоносните инфекции. Сепак, враќањето на одредени болести, како што се сипаниците, а кај нас големата кашлица, ги загрижува здравствените власти.